Денешниот ден е меѓународен ден на ротари клубовите ширум светот. Ротари клубовите имаат задача или нивната мисија е да помагаат во заедницата. Значи, бизнес заедницата ги помага сите оние активности во заедницата се со цел да има подобар живот за повеќе категории на граѓани. Ке разговараме со председателот на Ротари клуб Кавадарци за ротаријанската 2017-2018, Зорица Ставрова. Благодарам што прифатив тебе на овој начин да го одбележиме денот на ротари клубовите или денот на луѓето кои што помагаат во заедницата. Благодарам и вам. Тоа е една убава можност и да запознаеме заедницата воопшто со ротари и со Ротари клуб Кавадарци. Еве ќе почнеме со историјата на овој ден или што означува или што се одбележува на овој ден. 23 февруари е денот кога во 1905 година во Чикаго е направен првиот состанок на ротари. Така, тоа било во тоа време едно дружење на четворица професионалци, иницијатор е Пол Харис, кој што бил адвокат во тоа време. Започнале да се дружат и името ротари дошло од преку тоа што ротирале во чија канцеларија, ги именувале канцелариите каде што се одржувале состаноците, се здружиле со мисија да разменуваат идеи, да стварат едни долгорочни пријателства и да делуваат во својата заедница. Многу брзо после тоа ротари движењето се движи се шири во сите делови на Америка. За неколку години преминува во Европа, а после 16 години веќе ротари клубови има на сите 6 континенти во светот. Така, од кога е формиран Ротари клубот Кавадарци? Ротари клубот Кавадарци веќе влегува во 10-та година од своето постоење. Оваа година на 25 ноември славиме 10 години од приемот на Ротари клуб Кавадарци во Ротари Интернешнл. И во тој период клубот расте, се развива од почеток до сега можеме да забележиме расти во квантитет и во квалитет и на членството и на активностите кои што ги имаме овде во градот и во Македонија заедно со Сојузот на ротари клубовите. Така да сметаме дека веќе влегуваме така во една зрелост на клубот во ова 10-та година од постоењето. Кој се е дел од Кавадаречкиот ротари клуб или од Ротари клуб Кавадарци? Кој членува и кој нели помага во заедницата? Вака, ротари движењето по своја дефиниција е движење на професионалци и на деловни луѓе кои што се веќе докажани во својата професија и со високи професионални и етички вредности. Така е во целиот свет, се трудиме да е така и во нашиот град. Втора работа е тоа што во секој ротари клуб е убаво и секој се труди да има членови од различни вокации. Така и во нашиот клуб ние имаме и економисти, правници, инженери, лекари, приватни стопанственици, занаетчи, има еден така баш широк диапазон на професии. Идејата е тоа што го почнав на почетокот. Тоа се луѓе со различни бекграунди, со различни искуства и знаења, со различни идеи. Се поделуваат тие искуства, знаења и идеи, се шират пријателства и се ствара една синергија со која што се трудиме да направиме нешто добро во заедницата, да додадеме вредност. Како што е секаде во светот, така веруваме, полеку успеваме да го правиме тоа и во Кавадарци. Јавноста веќе во Кавадарци знае дека повеќе проекти се финансирани и реализирани со помош на ротари заедницата. Еве во оваа прилика да споменеме што досега е реализирано како донација од Ротари клуб за заедницата во Кавадарци. Така, овде би се надоврзала и на мисијата на Ротари Интернешнл во светот. Значи, Ротари делува во неколку основни области: градење на мир во светот, обезбедување на чиста вода, санитари, услови за хигиена, грижа за мајки и деца, вложување во образование и раст на локалните економии. Ние во Македонија, овде во Кавадарци, се трудиме на свој начин да допринесеме во овие области, меѓутоа сепак сме најмногу фокусирани на децата.
Скоро сите наши проекти, главните проекти, до сега биле под мотото за децата на Кавадарци. Преку проектите кои што сме ги реализирале, сме гледале да допреме до дечиња од различни структури. Тука се и различна возрастна структура и социјална структура. Например, за дечињата во болниците, за дечињата во училиштата, во спортот, за дечињата со попреченост во развој, деца без родителска грижа. Значи се трудиме секоја година да биде тоа на различна целна група, да кажам, а сепак тоа да се децата. Така досега сме донирале во најмногу би рекла во болницата, во детско оделение Кавадарци. Понатаму сме донирале во Народна техника, каде што исто така членуваат дечиња за нивно техничко образование. Сме имале неколку проекти, а и заеднички активности, значи не само вложување, туку и дружење со дечињата со попреченост во развој, со посебни потреби за нивна инклузија, нели во општеството, во дневниот центар исто така. Имаме учество и во инклузивното игралиште, кое што е долека на кејот на реката. Потоа фитнесот на отворено беше пред неколку години. Минатата година главен проект ни беше реновирањето на салата во која што вежбаат игрорците во Кавадарци. Така, и во делот на културата. И оваа година се одлучивме нашиот главен проект да оди во детските градинки. Изборот ни беше некако многу логичен, затоа што во градинките моментално се запишани и престојуваат секојдневно околу 1100 дечиња. Знаете, потребата е уште поголема, таа бројка и ќе расте, и така заедно со раководниот кадар во градинката, што е вообичаено за сите други проекти. Значи, ние таргетираме некоја цел, па потоа се договараме што е најнеопходно таму. Заедно се договоривме проектот да биде во спортски реквизити и во дидактички материјали. Дека тоа е нешто што им е потребно во секојдневната работа и ќе им значи многу и на персоналот таму, и на дечињата, а се разбира и на родителите. Би напоменала дека тоа значи дидактички материјали исто така и за дечињата со попреченост во развој. Повторно за нивна инклузија, што исто сметаме дека е важно како сегмент. Овде би сакала да нагласам дека Ротари клубот е иницијатор, организатор на ова, реализатор. Меѓутоа, ние не би можеле ништо од ова да направиме без поддршка на локалната заедница, бизнес заедницата пред се, а исто така имаме одлична соработка и со општината. Нашите донаторски забави се случуваат еднаш во годината, пред Нова година, и тоа е моментот кога сите наши ротари пријатели, ние ги нарекуваме фирмите од Кавадарци, тоа се покрај фирмите на компаниите на наши членови, исто така и други компании кои што не се членови, меѓутоа со задоволство донираат секоја година. Секоја година тој круг ни се проширува. Значи, еден начин на кој што се собираат средствата е преку донациите на компаниите, а друг е преку картите за таа донаторска забава, така да успеваме секоја година да собереме доволно средства да реализираме 1 до 2 проекта. Овде би споменала, например, минатата година беа планирани 2, од кои што еден се реализира сега годинава. Тој не беше поврзан со децата, меѓутоа во договор со болницата се утврди дека добро е да се донира за кардиодиагностика и донацијата беше за надградба, хардверска и софтверска надградба на постојниот ехо апарат во болницата, со што ќе се овозможи таа услуга која што до сега требало луѓето да одат надвор од градот да извршуваат овде. Тоа е веќе реализирано, веќе функционира. Сега е во тек подготовката за реализација на проектот, веќе сме во комуникација со директорката на градинките, на главниот носечкиот проект за оваа година, и за наредниот месец април сметаме дека веќе треба да се реализира и тоа.
Јас ви благодарам еве за времето што го одвоивте да го реализираме овој разговор. Ќе ги следиме случувањата во Ротари заедницата или делувањето на ротаријанците и редовно ги информираме гледачите за се што вие правите за да помогнете на граѓаните, пред се рековме на децата. Нека е честит денешниот ден. Благодарам и вам. Благодарам.